Големи штети и загуби имаат земјоделците поради доцнењето на пролетната сејдба на житите култури. Едни велат дека сејдбата доцнеше поради обилните врнежи од дожд и нивите останаа незасејани. Други како главен виновник го посочуваат водостопанското предпријатие Брегалница, кое, како што велат тие, не им пушти вода на време. Ако не се преземе нешто, има површини што воопшто нема да се сеат, што значи водата е пуштена на 18, сејдбата беше до 7 јуни, а оптималниот рок е 7 април, 7 мај. После сето тоа што се сее, мислам дека проблемите по автоматизам сами по себе си доаѓаат. Водната заедница е покачена, нека каже со кои трошкови. Ние ги посеавме површините со проточни води, што значи од системот вода не му потребува многу. Со проточните води, негде до 5 мај сејдбата беше завршена, зборам за Облешево и тие што има проточни води. Од системот, водата документи има, на 18 е пуштена, депек на канало 25, што значи до 7 още днешка, до 7 јуни. У јуни не се ориз, у јуни се прска оризот. Па кај нас поголема катастрофа у животот до сега не е било. Срамно и жалосно е, унишено е целото производство. Да говориме тука беше Зоран Ставрецки, Зоран Коњановски, Владко Ѓорчев, пред сите у салата кажано да пушти се водата. Директор обаќа пред сите дека на 7 април ќе пушти водата. Ние од тај 7 дојдоме на 20, дојдоме на уствари на 15, на 20, 25 ништо. Сета површина што е посејана од Шиново е посејана од дождов. Се од дождовите тие што површините ги наприме на суво, али пошто немаме вода, површините преработуваме по втор пат, по третиот пат ги работиме у вода. Ути после се не затече дождов. Не можеме да ги насееме и со дождов ги правиме у вода. Тоа е поголема катастрофа, поголема штета, никој не ни нанесел до сега. Од тркање до балван доле, сето е уништено производство. Поголемо уништување не е било. Директорот на водостопанство Брегалница со одговор не доцнеше пуштањето на водата, туку земјоделците задоцнија со сејдбата заради обилните врнежи во тој период. Водостопанство Брегалница оваа година, сезоната за наводнување започна како и секоја година со зафаќање на проточните води. Значи прво беа зафатени проточните води на Кочанска река, тоа беше на 10 април. После една недела, значи за Благовест се пуштија водите во Оризарска река и река Брегалница. Значи сезоната за наводнување, односно сејдбата на оризовата култура започна во рокот, значи започна во месец април. Од средината на месец април, значи до средината на месец мај, во Кочанскиот регион, значи во тие 30 и кусур дена, врнежите беа некаде по 150 литри на метар квадратен. Значи поради тоа почвата беше презаситена со вода и нашите водокорисници, нашите земјоделци не може на време да влезат и да си обработат своите површини. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Костадиновски на средба со земјоделците од Чешиново и Облешево ги слушна проблемите со кои се соочуваат. Целта на средбата е редовна и вообичаена активност, која што ќе започнеме како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а како дел од севкупната програма на владата на Република Македонија за постојано присуство помеѓу земјоделците, бидејќи ние не само што имаме програма за директна финансиска поддршка или програма за финансиска поддршка во руралниот развој, туку покрај тоа паралелно ќе водиме и директни разговори со земјоделците, отворено да зборуваме и за тековно за проблемите кои што произлегуваат во нивното секојдневно работење и нормално доколку нешто има надвор од програмата што можеме да го решиме пофлексибилно, побрзо, значи да можеме да излеземе во пресред. Факт е дека времето и обилните врнежи влијаја доста за одложување на пролетната сејдба. Посебно критични беа пониските делови, кои први беа поплавени и од каде водата долго време не беше повлечена.